Дали витаминот Д може да се зема на празен стомак? Иако е безбедно да се земе на празен стомак, тоа не е наефикасно. Бидејќи витаминот Д е растворлив во масти, телото многу подобро го апсорбира кога се внесува заедно со храна. Зошто е важен оброкот? Ако се пие без храна, телото искористува многу помал дел од витаминот, а кај некои луѓе може да се јави гадење или стомачна непријатност. Потребно е да се комбинира со здрави масти како јајца, авокадо, маслиново масло, јогурт или јаткасти плодови. Најдобро време за земање, нема строго правило, но експертите препорачуваат наутро со појадокот или со најголемиот оброк. Се советува да се избегнува навечер, бидејќи кај одредени луѓе може да го наруши лачењето на мелатонин и да го попречи сонот. Кој задолжително да јаде пред внесување? Ова особено важи за постарите лица, оние со доказан голем дефицит на витамин Д, како и лицата со чувствителен стомак, чир или гастроинтестинални проблеми. Влијанието на јодот врз имунитетот во летниот период. Летните месеци носат патување и одмор, но и зголемен ризик од стомачни вируси, салмонела, ешерихија коли и респираторни инфекции. Затоа, поддршката на имунитетот преку правилна исхрана е клучна во овој дел од годината. Повеќе од метаболизам, јодот е есенцијален минерал неопходен за работата на тироидната жлезда и регулирање на енергијата. Сепак, научните истражувања покажуваат дека тој има и поширока улога, помага во заштита на клетките од вируси и ги засилува одбранбените механизми. Летна заштита. Кога телото е поизложено на бактерии преку храна и вода, оптималното ниво на јод овозможува подобра имунолошка реакција, ја одржува метаболичката рамнотежа и придонесува за поефикасна одбрана од инфекции. Извори на јод. Најдобри природни извори се јодираната сол, морската риба и плодови, млечните производи и јајцата. Внесот треба да биде умерен, бидејќи и недостатокот и прекумерните количини можат негативно да влијаат врз здравјето.